Драги сограѓани и почитувана јавност, минатата седмица бевме сведоци на бројни негирања на македонскиот народ и држава. Од страна на високи представници на Европската Унија, македонскиот народ и јазик беа наречени северно-македонски. Згора на се појави францускиот предлог направен во соработка со министерот Османи, кој ги интегрира сите бугарски барања што ја негираат постоењето на македонската култура, јазик, народ и држава. За ситуацијата да биде уште полоша, од Народното собрание на Република Бугарија одекна национал-шовинистичка идеја со територијални претензии кон Република Македонија, која ги рехабилитира фашистичките идеи од пред Втората светска војна. За овој невиден преседан во современата европска историја кој буди големодржавни фашистички идеи, не наидовме на протест од домашните власти, представниците на Европската Унија, ниту пак од така наречените стратешки партнери од НАТО. Сметаме дека ваквиот курс на надворешна политика водена од ДУИ СДСМ е недозволива и заради тоа левица уште еднаш инсистира на итем прекин на преговорите со Бугарија и престанок на работата на заедничката историска комисија. Бараме од Министерството за надворешни работи да го повика на сослушување бугарскиот амбасадор и наместо вербална да му врачи протестна нота. Продолжувањето на билатералните односи со Бугарија мора исклучително да бидат во рамки на организациите во кои имаме еднаков статус, како Советот на Европа, ОПСЕ или Организацијата на Обединети нации. Бараме владата со отворено писмо да побара извинување од функционерите на Европската Унија кои македонскиот народ и јазик го нарекоа северно-македонски. Бараме собранието на Република Македонија на дневен ред да ја стави резолуцијата на левица против глорификација и рехабилитација на фашизмот, нацизмот и нивните современи облици. Ви благодарам.